мојата новинарска мисија се состои од тоа, освен да ја помагам на јавноста работејќи од јавен интерес, да ја помагам на јавноста да се ослободува од сите идни Наполеони, идни Сталини, идни Хитлери. Односно, да се ослободува од сите политичари кои наместо со принципи, квалитет, вредности и методологија настапуваат во политиката единствено со целта да го задоволат своето големо его. Во македонската политичка историја сме виделе многу такви кои целата нивна политичка мисија се врти единствено околу нивното его и тоа колку се тие силни, моќни и такви. Еден таков пример избега од Македонија, тоа е Артан Груби. Оваа емисија ќе посветиме на последните акции на македонските власти и во неја ќе дознаете многу ексклузивни информации за тоа што се случувало, што се случува, зошто се пробиени дел од овие акции, а заедно со мене ово утро е Сотир Костов. Добро утро, Сотир. Добро утро, како си, Златев? Товар. Поздрав за слушателите и за наутро и за нашите гледачи навечер и се надевам ќе имаме добра емисија. Па да, верувам дека ќе имаме добра емисија. Ја снимаме ја емитуваме во живо на радио на 18 декември, а ќе ја емитуваме на YouTube на 19 декември. Доколку не следите на YouTube на 19 декември, намерно го правиме ова затоа што денес на YouTube имаме едно друго интервју кој исто така интересно. Денеска на YouTube ќе оди интервјуто кој го снимав вчера со Благој Механџиски. Погледнете го доколку не гледате на YouTube од вчера видеото, во него тој откри неверојатни детали за криминалите во македонското обвинителство и неверојатни детали за криминалите во македонското здравство и буквално им фрли ракавица на властите да продолжат со акциите и во делот на здравството. Време беше. Ама ја мислам, никој пат не е доцна. Размрдано е обвинителството, наред е судството, иако тоа само се ништи, тие сами дават оставки, сами се менуваат, па после кукат некој им вршил притисок, а здравството одамна не е уништено и мислам многу тешко ќе не оди со здравството. Многу тешко ќе не оди. Жално е, тоа е најсензитивна област во општеството. Тоа е областа каде што се води сметка за нашето здравје, за нашите животи, за нашето потомство и јас навивам и дигам две раци, гласам здравството прво да ни оздрави, се знае заедно со образованието. Ама ајде да се надеваме дека Таравари, екипата и оваа влада ќе направат нешто повеќе. Види, Сотир, кога седнуваш да оперираш еден пациент, првенствено доколку тој има карцином, најбитно е да го отстраниш. Дали прво онколозите ќе одлучат дали прво ќе биде со хемотерапија или прво операција, но прво влегуваш да се бориш со карциномот. Најголемиот карцином во нашето општество е корупцијата и организираниот криминал. Неколку месеци по доаѓањето на новата власт, таа неверојатен статус имаше Зоран Јовановски, поранешниот председател подпредседател се извидам на СДСМ, вика: пуштам телевизија и гледам дека цели вести се за акции на полицијата. За ова ние гласавме. Замисли човек кој идеолошки, вредносно доаѓа од другата страна на оваа власт, што е легитимно, нели, да бидеш на другата страна. И јас... Тој е повеќе економски експерт. Се откажа тој. Кога не го избра за председател, а да го избереше СДСМ ќе одеше во друг правец, да ти кажам. Да, веројатно денес ќе беа, може би на власт. Но сега се далеко и во наредните години најверојатно ќе бидат многу далеко од власта, токму поради погрешниот избор во 2014 година, со кој практично јас сметам дека се да се ме заврши во 2014, а не денес, но тоа е за некоја друга прилика. Нели, муабет. Она што ова утро е важно е дека сега го гледаме Артан Груби.
Ја не го гледам, каде е? Па тоа е проблемот е што не го гледам. До пред 2 недели Артан Груби ќе правеше војни. До пред 2 недели Артан Груби зборуваше дека албанскиот народ во Македонија е загрозен од политиките на новата влада. До пред 2 години избореше дека почнува огромна репресија против албанците и дека албанците ќе се враќаат во планина. Злате, сакаш да разочарам? Бил во право. Тој бил загрозен. До пред 6 месеци му оделе по трагите. Значи до пред 6 месеци, до пред 8 месеци Артан Груби зборуваше дека тој владее со Македонија. Да. Дека, како велеше во едно дебата, УЧК владее со Македонија. Пред 4 години, кога од Македонија побегна Никола Груевски, пред да отиде во затвор, Артан Груби зборуваше дека Никола Груевски бил облечен како жена, дека Никола Груевски побегнал како најголема кукавица, а завчера го направи истиот потек. Артан Тоа облечен Груби... како жена бил? Кој? Артан Груби. Па добро, немам официјална потврда, но него го превезувал собственикот на Нептун. Не. А да провериме во некоја машина за прање да не бил ставен? Значи, па може бил, да, у гепеку машина за перење, облечен како жена. Да. Тоа е нели најдобрата комбинација која може да ја кажеме, но бил превезуван во црна лимузина од еден почесен конзул, тоа е директорот, односно собственикот на Нептун. Не купувајте продукти на Нептун, не поддржувајте криминалци да бегаат од државата. А плюс тоа малку и статусот на дипломатските имате представници да го рачниме. Морам да кажам, добра продавница е, голем дел од техниката денес ми е купена од таму, пошто не знам, таков телевизор кој што сакав имаше само таму, да речем, или некои други работи. Сетком, Анхоч, значи, ги има едно. Техномаркет, Сетек, Анхоч. Најдете помали продавници. Ако треба, платете 2000 денари повеќе за оно што ќе го купувате, но немојте да финансирате организиран криминал и луѓе да бидат изнесувани од Македонија. Ајде се замолам нешто. За прв пат да почнеме одговорно да се однесуваме кон нашето купување. Браво. Златев, пред месец дена овде во емисијата ти рече ајде го отвараме суството како пупка. Ако се сеќаваш во еден сегмент зборувавме за полицијата, дека полека ги фаќа конците и работи за министерот наш, и тогаш као имам чувство од коментарите као да не ни поверуваа. Ама рековме дека треба време, дека треба темелно истражување и подготовка напред истражните постапки и после удар. Еве, Злате, сме биле во право, лидер бил меѓу првите кои рече дека ќе си дојдат работите на свое место, полицијата. Јако реков, ова младо момче бајги ми е раздвижено. И еве се покажа дека лидер бил во право, ти, ние овде, наговестивме едни вакви промени, подобри за да дојдеме до правдата и јустиција да видиме. Денеска го гледаме. Да. Знаеш, многу е тешко да се бориш против мафија и организиран криминал, затоа што не само затоа што тие не дека тие се нешто многу опасни, никој не може да е поопасен од државата. Знаеш, затоа што колку и они да имаат пари, колку и да имаат луѓе, колку и да имаат структури, знаеш, силата секогаш ќе биде кај државата. Проблемот ги има латките на моки. И проблемот наназад е што токму овие криминални структури беа навлезени, инфилтрирани и ја поседуваа државата. И сега ќе ви кажам, да речеме, излегува министерот Панче Тошковски, вели дел од овие кои избегале затоа што акцијата била пробиена, односно некој од внатре им кажал. И сега ќе ви кажам, истражувавме на темата, разговарав со неколку високи функционери, обидувајќи се да дознам што кажуваат од каде е пробиена. Суштината е дека, верували или не, иако најмногу луѓе се активни во полиција, акцијата
полицијата не е пробиена од полицијата. Опа, бато. Затоа што во полицијата најголем дел од оперативците не ни знаат каде одат и кого апсат. Многу малку луѓе ја имаат нели таа информација. Министерот Тошковски, Јанев кој е нели директор на БЈБ и уште 3-4 се во МВР и директорот на Агенцијата за национална безбедност, доколку тоа е со тероризам поврзано како што беше нели во Струга и така натаму. Таа во Струга тој ја водеше, директорот за национална безбедност акцијата. Значи не е пробиено од полиција. Затоа што најголем дел од жандариве што апсат, они поимат жандариве, полициските службеници се извинувам, тоа жаргон. Да, значи они поима немаат. Кого апсат, зошто апсат и така натаму. Ти ми викаат толку саат, бидете таму, ги качуваат у комби и одиме. Проблемот е што овие акции се пробиени во обвинителството. Односно, за вие да може некого да апсите, за вие да може да спроведувате акција, Нема договор со обвинителите. вие мора да имате дозвола и да постапувате налог заедно со обвинителство, а некогаш и од истражен судија. Проблемот е што во истиот момент кога од МВР информацијата ќе се проследи до обвинителство, некој од обвинителство им јавува на криминалците. Видете кој е таму раководител на организиран криминал. Видете кој е раководител на сите тие сектори. Еден по еден. И ќе ви стане кристално јасно. Она сликата со канапето? Имаше, вчера беше гостин тука, пак ќе кажам, Благој Механџиски. Човекот, знаеш што кажа? Главен извор на криминал во Македонија е обвинителството. Се излегува од таму. Ова покажува дека нас не само што ни е потребна чистка во обвинителството, затоа секој ќе согласи. Од амерички амбасадор до портир во државата. Од портир до амерички амбасадор ќе се согласат дека е потребна чистка во обвинителството, но тоа е најмал проблем. Проблемот е што треба целиот систем да се реформира, принципот на избор да се реформира, начинот на избор да се реформира. Совет на обвинители. Системски треба да се смени. Само секунда, Златев, пази да не добиеш некоја пријава од Нептун. Таму работат многу честни луѓе, јас немам ништо против работените во Нептун. Апсолутно ништо. Не ги спомна. Но, јас не би купил ни пегла, ни машина за перење, ни телевизор, ни телефон, ни компјутер, ни... не знам што се продава друго Нептун, се живо. Ни маус не би купил, ќе го искорнам ова, од компанија која главните и одговорни за несреќата на оваа земја, од оние кои стотици милиони евра украле од овој народ, ги изнесува надвор од државата. Таму сега треба да има финансиски контроли, треба да има финансиско разузнавање, треба да има финансиска полиција, треба да има ујепа во токму тие компании кои го дозволуваат тоа. А за тоа дали Артан Груби бил, еве ме прашувате, облечен како жена, видете, постојат основани сомнени, постои еден муабет. Не можам да тврдам, ама Артан Груби беше тој што изјавуваше дека Никола Груевски од Македонија избегал облечен како жена. Така, ѓаволот ни ора ни копа, ја му напишав на Артан Груби. Ја мислам дека кога такви лажни работи давате како информација, ќе те стигне тебе. Не дека ќе те стигне тебе. Ќе те стигне, Златев. Туку дека вие уствари вашата подсвест ја изнесувате надвор. Значи ја од тоа како психопрофил давам дека Артан Груби е тип на човек што бега облечен како жена. Тоа е, сега дали избегал или не, ја тоа не можам да го тврдам. Немам информација на тоа. Избегал, не е тук. Избегал. Не, како жена. Избегал. Али мене, пошто он на друг му наметнува дека избегал како жена, мене ми делува дека најверојатно тоа е некоја
подсвесна стратегија за бегство која тој ја има. Да. И дека најверојатно бил облечен, па сега ја прашува дали бил во бурка облечен, и дали бил секуларна жена или нели различна жена, тоа е друго прашање за кое нема нели да дискутираме за да не ги повредиме ни верските чувства на Артан Груби за тоа каква, но во секој случај убава жена. Па не знам колку убава жена, не знам. Сега ова нека сватат малку слушателите дека ова е метафорично изразување, нека не бидат толку сензитивни, па одма ти пишуваат сега. Јас по новинарската школа на Бранко Тричковски секогаш метафорично се изразувам. Немојте молам. Да. Види, ајде малку и посериозно. Не знам зошто малку во сенка падна откривањето на оваа Исис келијата. Ја вака ќе кажам. Браво, многу сериозно, и уште посериозно лајк за нашата полиција, што во време кога ребрендирани, рециклирани ИСИС војници доаѓаат на власт во Сирија, кај нас ИСИС се открива келијата, а пази, ова е Балканот, буре барута, како велат, опасно е, тука е Босна, тука е Косово, тука е Албанија, Србија и така натаму, па не се запоценување Грција и Бугарија со своите проблеми, и нашата полиција ги открива, ги фаќа. Ги открива АНБ, да се разбереме. Ама не е битно, еве, сите организации од безбедноста, да речеме. Јас сум многу среќен што службите покажуваат вакви резултати, а гледај малку подолу, значи долу на Блискиот Исток, Златев, што се случува. Одметнатото крило, едно од крилата на Ал-Каеда, рециклирано, ребрендирано, троа поддржано од Турција, сега малку геостратегија и геополитика, троа поддржано од Иран, го соборува сиријскиот цар, така да кажам, диктатор, и доаѓа на власт, што не е баш така добро, да ти кажам. Не е баш така добро. Што? Па тие крилото на Ал-Каеда доаѓа на власт сега. Они добар дел освоија, иако не владеат. Сега тука се курдите. Не, морам да ти опонирам, зошто? Опонирај ми. Значи јас сега не ги фалам овие што денеска требаше да имаме не ги дуел. фалам како не викам дека овие што дојда сега на власт во Сирија, далеку од тоа дека се како се вика анархолиберали. Не се анархолиберали, да. Но да бидеме реални, лидерот на таа организација е поранешен член на Ал-Каеда, да. Кој со пукање да. и со конфликт се има разделено од Ал-Каеда во 2016. Не паѓај на такви значи, драми, драмолетки. Не се тоа драмолетки. Ал-Каеда е Ал-Каеда. Значи не се драмолетки. Исламска држава е исламска држава. Да, но тој беше еден од почистите таму. Да, значи да се разбереме. Он се спротистави на тој концепт. Сега пак ќе кажам, не го фалам и не викам. Така, но она за што Сирија е доказ е исто, сакаш ти верувај, сакаш не. Повели? Паралелата на Сирија и тоа што се случи во Сирија. Бе разлика ти дали го сакаш Башар ал-Асад, не го сакаш. Ја не можам да сакам човек што е од фамилија. 5 години на власт. Да, значи не можам од Тито повеќе. Од принцип, но независно дали тие што го симнале биле исламисти, секуларни или биле курди или биле шо ли биле. И тоа го ја тргам и таа анализа. Суштината е дека она што се случи во Сирија, каде што авион полн пари, официјално Русија го потврди тоа, побегна Башар ал-Асад со цел авион полн пари, отиде у Русија. Ова што се случи у Македонија, Артан Груби во гепек, уперална, облечен како секуларна или несекуларна жена, верски, нели, активна жена, не знаеме, исто побегна од Македонија. Барем така ние мислиме на некоја психоанализа сега може. А во гепекот има биткоини, имало доларчиња, може он и не може и не бил како жена, може бил и како джендер неутрал, сега тоа нема да дискутираме, но и двата случаи говорат за една работа. А тоа е дека кој сакаш биди. Колку сакаш его имај. Колку сакаш пари имај. Не можеш со еден народ да владееш доколку немаш поддршка од мнозинството. Како сакаш, викај се. Независно кој те руши. Мајоризација ни зборува. Дали тој што те руши е исламист или е
демохристијански, нели, таму го рушеле исламисти, тачно. Да. Тука ВМРО го СДСМ и Артан Груби беа срушени од прилично десноцентристи. Од харизмата на македонскиот народ. партијата што ги сруши, што ги сруши. Да. Е демократ-центристичка партија, ВМРО не е нека десна партија. Центар десно партија. Многу малку зборуваме за тие идеолошки но и во двата трансформации. И во двата случаи ти си срушен затоа што немаш поддршка од мнозинството од граѓаните. Во моментот тебе џабе ти е цела странска поддршка. Не, во тој момент прекинува и руска и иранска поддршка. И во Македонија американска поддршка за претходната власт. Влијанието на Ердоган и на турците засилено е. Тука и Израел и американците одигруваат индиректна улога што го заслабеа Иран. Пак геостратегија и многу јасно се знаеше дека ќе падне апсолутно, но сириска диктатор. Исто како што многу јасно се знае што беше време да падне, да ти кажам. Исто како што уште пред 2 години јасно се знаеше дека СДСМ ќе падне од Македонија. Значи, ме разбираш, ова јас не дискутирам овде ни за идеологии, ни за погледи, ни за ставови. Методолошки ви објаснувам што се случува. Кога немате вие поддршка од народот. Златев, 2019 година кажав империјата го враќа ударот и Лап Јовра, кога мафијата ја објаснува во Македонија во 3 колумни, ја кажав дека СДС ќе падне, да знаеш. Значи, сега, кога Боки се јави со аферата. Исто е таму, исто е овде. Независно. Пакувањето е различно. Пакувањето е различно. Еден избегал во Русија, друг избегал во Косово. Тоа говори за двете земји, нели? Нешто друго да ти кажам. Ексклузива. Ајде. Секунда. Во моментот кога се објавува ексклузивно веста дека тоа е на црна листа или како ја викат сега модерно, знаеш ли каде бил Груби? Во Турција. Само да го знаеш ова, ќе го дискутираме во друга прилика. Не, тој беше во клучен момент ставен на црната листа. Да. Тој беше ставен токму кога правеше шатори и се загазнуваше со граѓанска војна, се закануваше со дестабилизација. На нашите стратешки партнери, на американците, и се заблагодарив на амбасадорката и реков, еве, кога јас него напаѓам Западот. Проценија дека Македонија ќе биде дестабилизирана, го сосеко Али Ахмети. За кого? Сега ова морам да ти го кажам. Груби вака велеше пред година дена. На Груби не му треба народот. На Али Ахмети не му треба народот. На народот му треба Али Ахмети. Такво идолопоклонство ја немам видено до сега, да ти кажам. Тоа е карактеристика само на комунистичките режими и на диктаторските режими. Еве, испадна дека не било баш така. Не било баш така. А тоа е преведено: лидерот е партијата, партијата е лидерот. Али Ахмети е Дуи, Дуи е Али Ахмети. Еве сега се распаѓат по сите шауи, пред се морално-етички, малку и парично се распаѓат, се видува сите овие полнења на дисагите, сега ќе треба се враќат. Ќе треба во буџетот да се враќа. Ако и тоа добро го одигра нашто судство, воница и полиција, ги замрзнат тие кои ги фатат пред да ги изнесат, јас мислам, малку полесно ќе им биде на оваа власт, празната каса што ја затекнаа, нешто да повратат. Не смеа да направат грешката на СДСМ од 2017 година. Без да го сватите ова сексистички, не е сексистички, мора еден коментар во порака што ни стигна да прочитам, пресмешен. Ајде. Вели, дали Артан Груби избегал облечен како жена или соблечен како жена? Па не се. Значи, не е сексистички. Океј. Шеговит. Но во секој случај не избегал како маж. Затоа што, и сега пази, нема ни храброст. Груевски, па не го оправдувам бегството на Груевски, да се согласиме. Не ги оправдувам ни голем дел од неговите политика. Значи, и тоа беше неодговорно, и тоа беше како беше, Хероик си останеше во затвор, до сега ќе беше излезен, сите ќе го почитува и така натаму, сега одлучи самиот една поинаква траекторија да има во животот. Но Груевски барем имаше храброст која стапна која избега од Македонија да напише статус, работите излегува од контрола. Јас сум во Будимпешта,
го направив тоа пошто сака да му тепаат у затвор. Тоа беше неговото гледиште. Имав објективни причини да се плашам за својот живот. Се. Артан Груби не ни признава дека бегал. Он имал одредени, како беше, обврски, што биле бизнис обврски. А зашто? А какви обврски има Али Ахмети што отиде веднаш Приштина? Али Ахмети беше пратен од американската амбасадорка во земјата, која имаше мисија и се уште има мисија. Значи, сега извини вакле, открив детал што не смеев да го открим. Ајде. Тоа е кога ти е мозокот побрз од кога јазикот побрз од мозокот. Тоа не смеев да го споделам, ми рекоа не кажи ова. Во интерес на јавност. Ајде. Дајте му водичка. Ништо. Апсолутно. Јавноста. Значи, Артан Груби, добро. Еве сега да го преведам на македонски. Ајде. Али Ахмети отиде во Косово предупреден од меѓународната заедница. Поправи се. Од меѓународната заедница која му кажа доколку сакате сите да не бидете на црна листа, кажете му да се врати. Затоа што види, он избега на Косово, каде што постои бонстил. Ја да сум на црна листа на Америка, не би избегал на Косово, сега као да ти кажам. Ако си на црна листа на Америка, можеш да бираш Русија, можеш да бираш Иран, така, Албанија не е соодветна земја веќе. Албанија има да го спакуваат у гепек. Да. А Косово е жариштето за кое они се уште се надеват дека ќе има проблеми во Србија, во Македонија, Црна Гора и Босна. Затоа е он отиден во Косово. А претходно барал некоја подршка и во Турција да знае. Сега дека ќе се врати. Слушајте ми го зборот. Сега мисијата која има, он избега како жена. Сега работува дали ќе се врати како маж или како жена. Тоа е во овој момент. Не, прашање дали ќе се врати или ќе го вратат, Злате? Облечен. Или ќе го вратат. Вика, ќе ти се налјути сега Агелер, не, ја информација не сум ја добил од почитуваната амбасадорка, имам навистина високо мислење за неа, но мислам дека нивната активноста на тој логички да размислиш, еве ја немам таква информација, па ја го знам тоа. Соединетите американски држави, нивната одговорна одлука во овој момент да ги поддржат, да ги не да ги поддржат само декларативно, туку и системски да ги поддржат со ресурси, со информации, со знаење македонските власти во борбата против организираниот криминал и корупција, во борбата против политичката корупција, во борбата против организираниот криминал, дилерите на дрога и така натаму. Поддршката која добиваме од САД е доказ дека оној договор за стратешко партнерство со САД не е мртво слово на хартија. Ај се нешто ти кажам. Ја дадов еден коментар дека еден неделник ја промаши темата кога стара тема од година дена актуализираше за фамозната тајна средба во кабинетот на Пендаровски, кога сака на еден начин нашиот стратешки партнер да го отцрнат. А темата и не беше бегството на Грузија, него сосема трета работа и не случајно е актуализирана пред 2 недели, да речеме. Не успева ништо. Значи, Дуи е на крив пат. Дуи е насаден на тло безвредности. Или ќе се реформира, или ќе се ребрендира, ама не во зелени како што беа и испадна во друго нешто зелени, туку во модерна политичка партија, каде што нема да има калифи, шерифи, локални и регионални, туку ќе си бидат политичка партија во која ќе има малку подемократски односи, а не ќе му се клањат на Али Ахмети. Не бива, Злате, в таква работа. Се согласувам и пред паузата за реклами. Човек е даме пауза денес. Да, па сега, зошто да не? Да му се не му се извинувам на Артан Груби, ама ја би бил многу љут некој да ми го направи. Но знаеш како, сега да бидеме реални, не бил облечен како жена. Ова е една шега од наша страна, но е толку убава шега, од една единствена причина. Затоа што вака завршуваат сите егоцентрични манијаци кои мислат
дека се центар на светот. И вака завршуваат сите оние кои наместо да водат политика, водат. И на кој идеалот им е албанскиот мегаетникум? Не име тоа. Да, им идеал им. На кој Мегаетникум, знаеш што е? Сите албанци во 5 држави што се да се соединат на едно место. Тој им е идеалот, Златев, те молам. Идеалот Тука на Артан, ќе спорам до утре со тебе. идеалот на Артан Груби е Да ги наполни джебовите, ама ги наполни. Е да ги покраде сите албанци и сите сега да видиме парите од лотарија, Значи, кај се? да. Кај се парите од лотарија? Знаеме После паузата. После паузата за реклами. Инаку човекот кој го пренесе Артан Груби се вика Арсин Папранику, е бизнисменот кој со своето возило и дипломатските таблички го превезол Артан Груби до Косово непосредно пред почетокот на полициската акција, дознава Телма од извори на истрагата. Груби кон Косово патувал под дипломатски превез со познатиот и успешен бизнисмен во регионот од Македонија, Арсин Папранику, кој во 2018 година е именуван за почесен конзул на Република Косово во Република Македонија. Конзуларната област го опфаќа градот Струга, а како почесен конзул Папранику действувал во Република Македонија согласно правилата и нормите на конзуларните активности и имал задача да ги промовира и штити интересите на Косово. Беше известено од малку да видиме Виенска конвенција и дали шверцување на политичари криминогени е во задачата на еден консул. Да го провериме тоа, Златев, за следната емисија. Папранику е собственик на Нептун, каде што повторно ве повикуваме да не купувате и да не го финансирате криминалот во земјата со тоа што нели ке купувате продукти од таму, а инвестираш и во изградбата на Eastgate Mall. Сега мислам дека не е собственик на Eastgate Mall, да не грешам. Душата, мислам дека тој човек кој е собственик на Eastgate Mall е малце ослободен од вакви работи. Станува збор за еден од малкумината милиардери од Балканот, така што нема да го прошириме. Сега не е тој крив овој што му инвестирал. Инаку Папранику во 2019 година го добил признанието за маж на годината во категоријата менаџер на годината. Браво. Нешто со почесните конзули немаме среќа. Или државите што ги дезигнираат немаат среќа. Нема, знаеш што прво нешто. Сети се на историјата на нас. Ја подолго време зборувам против овакви глупости од типот маж на годината, тоа е такво. Едно такво токсик мискулинити глупост. Од западот, од твојот запад е прифатено тоа. Мора да се прогласува. Не, тоа е Man of the Year. Yes, of Ама course. може да биде и жена. Woman, yes. Да, например, Time немал само маж на годината, Time магазин познатиот. Па види кој заслужил да е. Еве сега Мојов Пулен го прогласија човек на годината. Да, Доналд Трамп. Доналд Трамп, готово. Добро победи на изборите. Што да прави? Кого да прогнозира? За сигурно нема да. Но суштината е дека еве ги фактите. Чекај. Да, еле вика поздрав до водителите, забавни сте како што некогаш беше. Се навреда некој. Ако прочите што? Не знам беше Дик Кавет. Дик Кавет, да, тоа е, ако тоа ја што мислам стар водач, да. На ток шоа. Океј. Да, благодариме. Чекај бе да видам ја ова нешто. Да бе, американецов сега ми текна. Не пошо ја кога видов Дик, викам ова нешто. Ти си отишол на сексизам. На друго ми отиде паметот, знаеш. Си извинувам. Редно беше и албанскиот народ, вели нашиот слушател, да земе воздух, ама чист колку толку. Еве, гледате, дури албанците во Македонија се чувствуваат, нели, како се вика, ослободени, зашто на годината ќе го прогласат Артан Груби. За жал, и тоа е проблем на нашето општество, ние немаме жена на годината, само маж на годината бираат, но би може, исто како на што победи мажот во боксерски,
како се вика, во мечот боксерски што победи, па имаше на Олимпијадата многу забелешки. Со хормоните. Да, може тоа да биде и Артан Груби годинава, затоа што според нашите неточни информации, Артан Груби се ја поминал границата облечен како жена. Златев да се пофала, Артан Груби го прогласи за шејтан на годината. Нека ми се шејтан е ѓаол, така? Така, да знае. И го нареков шејтанче. Шејтанчето од Дуи и од Македонија. Тие што ме сватија. Тие што не ме сватија, ќе ме сватат. Сотир освен ова, вика Сотир дали го прекраши ветувањето дека нема да излегуваш на ТВ 6 месеци, а беше сега скоро. Ванредна ситуација беше тоа, одма ќе кажам. За мојата област бев викнат, предходно 3 пати одбив, станав за Калјупчо Цветановски, ама бев замолен за мојата област да објаснам нешто за обвинителство и судство и излегов. Пак се повлеков во мојата чаура, ќе видам до кога ќе издржам, барем до Нова година ако издржам, иако имам некои напади од некои мои драги пријатели од медиумите, па ќе видам дали ќе издржам. Ама знаете што е интересно? Само секунда, имам еден breaking news, се извинувам. Значи, во уредна вест продолжува акцијата во Арачиново. Одлично. Ова утро пронајден е цел арсенал на оружје. Синоќа полицијата открила значителна количина оружје, меѓу кое пушки и пиштоли, скриени во објект во скопското село Арачиново. Објави Плюс Инфо. Овој запленет арсенал е дел од пошироката акција на Министерството за внатрешни работи насочена кон сузбивање на насилни криминални групи кои жетва, да знаеш, действуваат на повеќе локации низ земјата. Браво. Акцијата започнала во неделата, а продолжува и денес со засилено полициско присуство. Досега се извршени претреси на 30 локации, 28 во Скопје и 2 во Велес, при што покрај оружјето заплените се и значителна сума на пари и други докази. Приведени се 7 лица за кои постојат основани сомневања дека се поврзани со криминалните групи од скопските населби Дукјанџик и Арачиново. Според информација од МВР, тековните активности се насочени кон расчистување на неколку нерешени убиства што ја вознемирија јавноста. Ваквите акции се дел од поголемата стратегија за разбивање на организираните криминални мрежи во земјата, кои често се поврзуваат со нелегална трговија со оружје, дрога и други кривични активности. Жителите на Арачиново и околните населби се вознемирени од случувањата, но изразуваат поддршка за акциите на полицијата, надевајќи се дека ова ќе донесе поголема безбедност за нив. И полицијата го дига имиджот, да ти кажам. Стекнува позитивен публицитет, кај нас народот малку знае што е публицитет, многу малку го употребуваме. Само имам уште еден breaking news надвор од ова од Плюс Инфо. Дел од ова оружје било и закопано. Па жетва. Се сеќаваш, ти си млад, пред 20 години имаше една акција собирање оружје и целото старо и неисправно го дадоа терористиве, а она исправното го закопа. Ево да знаеш. Ја не случајно ти реков, ова се остатоци од жетва. Да, добро информиран си. Понекогаш ќе помислам дека за службите работиш. Да, ти кажам. Толку си добро информиран. Има еден шејтен што ме хејта, како вика да вие тоа тамо, јас сум бил ваков, онаков, шпион, каде ја цел живот се борам против удба, ДБК, КОС, а ме нарекува, ама нека си го исполни егото, нека ужива и нека му е Господ напомош. Морам да ти кажам еден виц. Знаеш ли што е единствено полошо од тоа да бидеш кодош? Кажувај. Да бидеш кодошен. Значи, така што не е најлоша позиција тоа. Не докажав прескав, знаеш што сакав да те насмеам. Ја и знам кој го напишал ова, дека сум ветил дека нема да излегувам барем до Нова година, аз сум излегнал, ама тој е мој пријател, ќе си рачистеме ја и он. Ама знаеш кој е добар маж? Маж што не си стои на зборот. Тоа малку самокритика кон мене. Самокритика кон мене. Гледав еден феминистички подкаст, ќе тврдат дека секој маж е таков.
имаат навистина имаат навистина емпириски докажани докази за сето тоа. Така што двосмисленици. токму затоа Артан Груби одлучил да избега како жена. Ама што јас сум Груби жена. Ја лично мислам тој отишол со наполнети дисаги, пошто сега дали кај него 40.000 е најдено или 20.000 не кажа евра. Ја мислам тоа е една илјадинка или една милионинка од парите што се згранати за овие 7 години, дали преку лотарија, дали преку Бехтел Јенка, дали не знам преку кој све. Он имаше пипци во сите големи јавни и државни предпријатија, негови луѓе се стави, ајде да се потсетиме малку. Па дури во полицијата, нели? Така сега... и затоа Али Ахмети треба да му мисле. Неговиот човек избега, неговиот човек е фатен. Значи, извинете, ама како се вика царот е гол, симнати се како се викат. И во исто време додека тој е фатен за криминал во лотарија, криминалните групи кои се поврзуваат со неговата политичка партија завршуваат исто. Односно, нели и понизи. Да се сетиме на Италија 60, 70 и рани 80 години. Мафијата ја раководеше државата. Кај нас се обидува овие 7 години да го направат? Значи, неле велиме делумно успешно. Чекај, велиме вака. Секоја држава се има мафија, не кај нас мафијата поврзана со ДУИ и СДС се имаше држава. Сето тоа сега нашата полиција и новата власт го прекинува, пивците ги сечи, не е така лесно, ке кравариме, Златев, ке кравариме, ама мора да истрпиме. Ако сакаме правда, праведност и ако сакаме не некако оние што ни правиа селективна правда. Тоа е најлошата правда. Таа е полоша и од неправдата, да ти кажам. Види се, ние треба да видиме ова се да даде резултат. Ама еве, ги гледаме резултатите. Не сакам да звучам демотивирачки ниту за владата, ниту за безбедносните институции, ама знаеш како? И СДСМ кога дојдоа на власт на почеток, нели нешто се пресметува, ќе затвара. Не. Но на се крај уништи презумција на невиност. Се уништи начелото врвно на нелегалитет и на легитимност. Тие три поими беа уништени од СДСМ. Ја не гледам вакво однесување кај оваа власт. Не гледам. Ние еве, например, како медиум, веруваме во презумпцијата на невиност и токму затоа веруваме во презумпцијата на невиност на Артан Груби и го замолуваме. Ние не збориме за кривични дела, ние не читаме закони овде. И го замолуваме Артан Груби да се врати во Македонија и во еден транспарентен процес да ја покаже неговата невиност, а ако тоа се случи, нели, ние ќе ги повлечеме дури и за Нептун кажаните наши зборови и ќе организираме giveaway. Така ли се вика? Giveaway на продукти на Нептун во нашето радио. Ајде да ти помогнам сега. Немој да имаш грижа на совест. Не наградни, giveaway. Слушај го. Без пари ќе даваме. Слушај го. Значи, ние не зборевме за кривични дела. А зошто те молам, чекај. Добро. Ние зборевме како еден политичар во ГПЕК отишол во друга држава и избегал поради основано сомневање дека сторил кривично дело. Тука не е презумпцијата на невиност оштетена. Не е начината. Ако се правевме као срја овци овие ангелите што беа на катица, па чита битија на кривични дела, па ги фаќа оргазмични вибрации кога тоа го правеа, тогаш ја и ти да го напуштиме студиото. Не кажавме кој е кривично дело, не кажавме што направил, како направил. Политичар во ГПЕК избегал. Тачка. Тоа е поим, тоа е феномен. Од Нептун. Тоа е синдром што ни се повторува, Златев, те молам. Ние сега воспитно сакаме да делуваме и за конзулите, и за политичарите. Ја така го сваќам темата што ти денеска ја предложи, ја прифатив, иако ми избегаваме од дуелот кај Ока Корал за геостратегија, од една страна сум среќен, од друга страна сум несреќен, бидејќи ќе добиеш една убава лекција за твојата Америка и Запад, ама во некоја друга прилика, Златев. Сега па ја да те подкачам троа. Еве од ВМРО го повикуваат Артан Груби да не се пазари, да не бега, да се врати во Македонија и да си докаже пред суд колку е чист како солза, како што самиот тврди. Види, ја независно дали тој се викал Артан Груби, дали се викал не знам овој сега што е за дете убиство Љупчо Палевски,
Дали се викал оној подкастерот, име му заборев, што сега правеше последно незаконски дејанија. Кога ќе видам дека некој го фатат, и кога ќе видам дека пишал дека он е чист пред Бога, ја у Македонија не знам у последните 30 години еден криминалец што не пишал дека е чист пред Бога. Не знам, може ја и може имаме различна перцепција за Бог. Да. Добро, значи сега за тоа што значи да бидеш чист пред Бога, може имаме различна перцепција за тоа. Добро, ја на пример понекогаш знам и како да кажам прилично агностички да гледам кон целиот филозофски концепт на постоењето на Бог, но очигледно дека кој како се фати со Бог да се брани дека тој е крив многу. Зошто? Затоа што ако сте вие вистински верник, вие нема да го споменувате напразно името Божјо. Тоа го пишува и во Куранот, тоа го пишува и во Библијата. Тоа што вие се повикувате... агностицизмот ќе ти закажам кафе со мојата пријателка Ванковска. Ќе ти закажам. Како? Кафе да пиете. Зошто? За агностицизмот велиш дека на моменти си агностицизм. Не, имам агностички гледање на Еде, исто тие. Но, значи, во секоја можна религија пишува да не го споменуваш името Божјо, а сите криминалци се вадат на името Божјо, а има и такви каде што представниците, има еден феноменален Кристофер Хиченс, колега новинар, веќе покоен британски, кој викаат, он така промовираше атеизам, прилично му викаат, ти имаш сериозен проблем со Бог. Вика, ја немам проблем со Бог, ја имам проблем со неговите представници на земјата. Браво. Значи, со неговото представништво... не може сетам кој е тој човек. Да. Браво за такво нешто. Бог создателот е многу злоупотребуван од нас. Значи, со неговите представници на земјата... Ја го велам создателот и творец. Добро, сега дали ја ќе се повикам... Велиш да не навлегуваме од тие теми? Ќе се повикам тука и на Харари, брилјантниот израелски историчар кој вели таткото на нашата цивилизација е човекот кој го смислил Бог, односно човекот кој почнал да мечтае дека Бог може би постои. Од таму почнува, затоа што од таму почнува креативното размислување на човек кој е трод, но тоа е една... Златев, мораме во нешто да веруваме. Тоа е една тоа не одржува. Филозофска вера, надеж и љубов. Филозофско-теолошка дебата, за која не верувам дека мнозината од нашите слушатели се подготвени да ја слушнат. Так. Но да се вратиме назад. Ајде. За Божјата, нели, за Божјиот концепт на правдата, видовме дека на колку таму 1000 годишнината од Бигорскиот манастир, токму владиката на Бигорскиот манастир му додели и на Васко Ковачевски, овој што исто така е во бегство, во Австрија. Тој па и не знае. Директ во Австрија. Добро. На директорот поранешен на МЕПСО, и тој има, се замисли човече. Пред 1000 години Америка не постоела. Постоел Бигорски манастир. И на 1000 годишнината од Бигорски манастир му дале признание од Бигорски манастир на Васко Ковачевски. Значи, 1000 години историја, 1000 години конзервирана верба во Бога на македонскиот народ, некој ја финализирал со тоа што му дал награда на Васко Ковачевски. Тоа говори, не говори лошо за Бога, тоа говори лошо за неговите представници на земјата, за неговото представништвото негово на земјата. Тоа не говори ништо лошо, извини. Донеле одлука и треба да живеат со таа одлука, а одлуките некој пат не се неточни, неисправни. Значи, не. Дури да речам и неетички, ама тоа е тоа. И он мислам дека пиша еднаш дека е чист пред Бога. Види, бе, сите се чисти пред Бога, сите се чисти кој солза. Ја ќе ти кажам еден пример, иако не со кев зборувам на таа тема, бидејќи таа тема треба многу сериозно да Боже, се отвори. Боже, кој знае колку ја имам грешно во животот, ја не се чувствувам. Едини човек што имаше храброст, пошто не сум криминалец, да се соочи со неправдите во Македонија е Дурловски, кој не прифати да биде амнестиран, се спротистави на двоецот Кацарска и оваа обвинителката, Вилма Русковска, и ги победи.
За мене тоа е чист како солза и пред Бога. А овие што бегаат, 3 точки ќе оставам, бидејќи ако ја отворам мојата погана уста, ќе изнакажам свашта. Затоа јас реков, имаме работа со политички шејтани, а ти го преведе ѓаволи. Па добро, тоа шејтан на македонски е ѓавол. Ви викам, ја еве со овие чистиве пред Бога не можам на крај да излезам. Не, ја. Значи стварно. Не ти ни треба многу се. А и ова не можам да го разберам ни неговото представништво на земјата, да бидам вака искрен, а не можам. Добро, не сите те молам, ти си млад, внимавај, не се сите така. Не, зборувам за менеджментот на представништвото на земјата. Значи, може да биде вака. За менеджментот на представништвото на Господ на земјата. За менеджментот. Со синодите, со владиците, со попоите, со црквите, ја ќе бидам малку поотворено. За менеджментот. Ама ја мислам, има и таму добри луѓе, има луѓе кои внимават. Сега оние другото крило што малку ја терат работава во интерес дали на бугарскава шема, дали на цариската патриаршија, дали српска шема, дали руска, дали украинска, со тие ја имам проблеми, Злате. Нема, знаеш, со тие ја имам проблеми. Знаеш како? И ќе имам секој пат проблеми додека не поминат на македонската кауза. Ја ве замислувам вас, посветени верници. Возите стотици километри по лош пат, таму преку Мавровијанови нагоре, како се вика, за да стигнете до Бигорски манастир и да се консултирате со вашиот духовен отец. Му верувате со вашите гревови, му оставате пари, му ги слушате советите и од него барате благослов, дали да се женам, дали да правам ова. Дома му чувате слика како икона на дедото. И во меѓувреме он му дал награда на Васко Ковачевски. А валјда признание, значи, не награда. Признание нешто. Не, орден за заслуги за државата. Па признание. За државата, не црквата. Не, ама за државата дава тоа, не, сега ќе видам. Чекај, на нивниот сајт отвара. Па. Вика, орден за заслуги за државата за Васко Ковачевски од Бигорски манастир. Генералниот директор на АДСМ, магистер од Кајаце Миленковски, Васко Ковачевски денеска присуствуваше на свеченоста во председателската резиденција на Водно, на која беше доделен орден за заслуги за државата на Бигорски манастир Свети Јован Крстител по повод 1000 годишнината од неговото постоење. Шмуресто ми е малку. Сега па и кабинетот, па сега кој го доделил, па Бигорски го додел. Малку е нејасно, ама ќе се информирам за следната. Не, Бигорски. За следната емисија ќе се информирам малку подобро. Со дедото. Со дедото се тука, но знаеш како? Вака да бидеме искрени, замислите 1000 години историја му дали на Васко Ковачевски. Имаме толку покрај жив Венко Андоновски. Немој, не споредуе. А Венко знаеш што е за него? Ама немојте молам Венко. Покрај жив Ванчо Чифлиганен. Го памтиш неговиот последен прекрсен есеј о неписмених. Сите ги сотре. Сите. Венко Андоновски о неписмених. Им кажа на сите, што викат србите, брк. Значи, у чело ги мавна и ги дефинираше сите. Покрај жив здрав. Препочите го тој есеј. Покрај жив здрав и многу богат Милчо Манчевски. Покрај за Милчо ќе ти реагира, за Милчо. Сегувам, нормално. Ама покрај жив... Имавме филмови пред Минчо, од тој аспект. Пред Милчо, многу некако малку е само бендисан, но ја ценам неговата креативност. Покрај жив Джабир Дерала. Злате. Покрај жив... Ми здорово одиш во сатира великаните на македонското општество. Ги кажа... Не ми го закачи Джабир Дерала, пријател ми е, другар ми е. Нонстоп ме кани на тоа цивил медија, ама сега док сум лидер реков не одам. Нема еден преварант што не ти е другар. Вклучително и ја. Ама не ти е срамота ова? Вклучително и јас. Ова син можеш да ми видиш вака да ми се обратиш. Вклучително и јас. Следниот пат си го викам, кој си го викам, техника помагај, ножот, секирата
И мојот другар, кој? Агим. Го викам појачање следниот пат. Шо е ова? Ме напаѓаш. Срам те било, млад господине Златев. Се шегува малку, немој сега да сватиш. Се прифаќа. Значи, види, во оваа емисија што сакаме можеме да кажеме, затоа што не внимаваме. Најголемиот Да не навредиме некого. Не, најголемата никој не навредим, што за награда од Бигорски го предложив. Не е тоа навреда. А ја и ти да смислиме некој награда? Ја и ти да смислиме некој награда? Еве нека биде лидер. Не, обратно. Или ево мојата академија бренд концепти доделува награди. Не сакам ти кажам нешто, се одма ќе ми смислам нешто. Ранко го поштуем Бубамара. Значи, не се знаеме многу добро, ама неколку пати сме комуницирали, знае. И не сакам сега да му земам примат, човекот си доделува награда. Витези на македонската реч. Не. Ми текна. Значи, ја мислам дека во Македонија има простор да се направи еден македонски пандан на Златна малина. Односно обрат. Ја одамна го зборам тоа. Обрат. Во негатива. Да, браво. И мислам дека тука имаме најголем, например, има конкуренција голема? Бегство од затвор на годината. Значи, и номинирани. Ама тој. Ме разбираш, ама не сега еден мора да одбереме кој најубаво избегал. Конкуренција јака. Бегство на корупцијска афера на годината. Да. Бегство од државата на политичари. Да. Се множат. Владика поддржувач на криминалци на годината. Менаџери. Да. Нема, остави ги владици, те молам, ајде. Не, сега имат мисија да дотера црквата, те молам, нема. Стрпи се, те молам. После, можеме да најдеме, како се вика она, криминал во здравството на годината. Таму е најтешко, таму сум, многу сум разочаран. Наставничка со ботокс и филер на годината. Може образованието и го тоа може да го избереме. Професор што најмалку пати отишол на работа на годината и сега тука ги имаш овој оној. Може ова да се среди. Пратеник што најмалку зборувал на годината. Жаболебар. И таму има конкуренција, да ти кажам. Жаболебар на годината. Такви ги имаш колку сакаш. Среднист на годината, Борислав Крмов. Не може Левица да не ја часи. Не, сега, пред крајот уштова, морам да ти кажам една работа. Значи, ова акција на полицијата. Да ги дадеме победниците и поразените. Ајде. Најголем добитник политички од се ова е владеачката ВМРО ДПМН, затоа што нормално доколку продолжи, доколку не застане утре. Да. Затоа што сите викаат еве ги го остваруваат ветеното. Втор. Албанската опозиција, која веќе се изедначи со дуи во рейтингот. Сега се во моментов се изедначи. Мислам дека е повисока. Добро, сега ја ти кажувам мои некои информации кои ги имам, можеби не се точни. Зирнав ја у едни истражувања. Трета работа. Значи тие се втори по победни. Трета работа, кои се поразени? СДСМ не е најмногу поразен. Тоа е многу интересно. Затоа што СДСМ ќе обстои не некои 150.000 гласа. Нема да ги пропадне ова. Но СДСМ има проблем. А тоа е дека СДСМ не може да расте и може да стигне до кај 100.000 гласа негде. Втор најголем поразен. Дуи не е втор најголем поразен, затоа што ова му дава своевиден и ветер. Баш ме интересира кој е. Тоа е левица. Зошто? Затоа што главната... Тука не согласувам. Знаеш и зошто? Сега ќе ти објаснам. Главниот наратив на левица е ке колиме, ке бесиме, ВМРО не се спротивува на криминалот, ВМРО не е доволно, како да кажам, не е доволно одлучно да го стопира криминалот, ВМРО не се не апси, ВМРО не прави се пазари, Им падна, готово, им падна. Тоа им падна во ово. Ама пази, тоа е само наратив. Значи, сега извини, но тоа им беше ни вклучен наратив. Ке колиме, ке бесиме, ВМРО се благи. Писмата ја што му ги пратив јавни на пасија? Не. Тоа беше сега тој наратив на левица со ова е целосно срушен, затоа што ВМРО вика сега луѓето викаат гледај ВМРО прави одлучна борба против криминалот и Апасиев останува буквално без тема. Останува без најмногу ќе одговараше за тој да расте доколку ВМРО сега беа влаги. Не. Он нема веќе друга игра. Тоа е проблемот. Сега почнува они достигна еден врв. Никогаш повеќе во нивната историја, слушате ми го зборот, тие нема да освојат толку гласови колку што освоија на
изборите од 2024 година. Ова им е историскиот врв. Сега почнува, токму поради тоа што станаа заложници на еден наратив за барање на, како да кажам, на крв во општеството, барање на апсење, барање на затварање и така натаму. Ти анализа направи на политичкиот спектар. Ајде да чуем за знам тогаш. Браво, Лалда, ти на крајот анализа прави. Види, знам, кроки анализа, кроки. И знам се покажува како верен партнер на власта. Верен партнер на власта. Знам се покажува како политичка партија која во иднина, сега ова ќе ми биде другата недела Максим Димитриевски, така што и со него ќе го дискутирам ова. На која емисија, кој во вторник? Кој ќе ти е кој дома? Искра. Искра. Да. Поздрав и за Искра и за Максим. Што сега им се наљути ти? Не. Добро. Апсолутно. Само прашав кој. Никад не сум те прашал. Максим Димитриевски сега суштината на неговото на постоењето на неговата партија е дека тој се прикажува како патриотите од левата страна, патриотите од нели, од југословенската последен проглас. Да. Гледаш дека тој коинцидира со прогласот на премиерот. Но колку каде е кризата тука во владината коалиција, ја те прашам? Нема криза. Добро утро. Колку Максим Димитриевски утре ќе може самостојно да настапува на избори без ВМРО ДПМН или без поддршка на ВМРО ДПМН, после се за мене е дискутабилно, затоа што сметам дека тој премногу навлезе во наративот на ВМРО ДПМН и премногу не дека се претопи, очигледно е дека има таму автономна некаква политика, не е претопен. Но сметам дека на сите наредни избори Максим Димитриевски ќе настапува заедно со ВМРО ДПМН. Тоа е make a choice. Да. Направи избор. Да. Ама ќе видиме, ја не сум толку сигурен. Не сум толку сигурен во ова. Малку така повеќе го знам. Иначе ти забележуваат што? Слушателите една грешка, погрешка си кажал царинска патриаршија. Цариградска. Ама царинска па не можам збор од патриаршија. тебе да земам. Стрелајте ме, признавам. Па Цариградска. Не, ама лапсус без латев. Види, не. Па ја барем си ги признавам лапсусите. За разлика од политичариве. Твојот лапсус е многу добар лапсус. Не е добар. Зошто? Ама имам и проблем нешто со забиве, па сега да не откривам све, али да, лапсус. Па се знае. Поздрави го, пријател. Ако не е лапсус, ова е гениално. Зошто? Па царинска патриаршија ценовник за погреб има. Ти одма асоциации правиш. Значи, што очекуваш ти од институција алузија која има ценовник за погреб? Ќе додадам царси. Значи, тоа е баш царинска Не, лапсус, верувам. патриаршија, како да ти лапсус, ја и годинките веќе ми го дозволуваат тоа, ама јас си признавам. Јако ќе направам ја дури Златев, не знам дали си примител на овие дебатни емисии кај што се тепаме крв кај што лита, и јас сум еден од ретките кои се извинува. Ке го видам пример, хипотетички Златев навреден, ја ќе речам, извини Златев. Па не е тешко да се извиниш без Златев, не е тешко. Еве сум сгрешил или оно. Така да ја мака немам, еве, ја на пријателов му се извинувам што сум направил лапсус. За твоите манири мислам дека никој нема забелешка. Има доста. Со самото тоа што ти си половина попотекло од кавадарци, тоа воспитуван си од кавадарчанка, значи воспитуван си, израснат си од кавадарчанка, ти не може да си нивата, мајка кавадарска. Ти не може да си невоспитан човек. Ти благодарам многу, ова и сериозно го сваќам, иако така малку водата на моја воденица сега ја ставаш, али да знаеш, јас сум горд што сум од центарот на Теквишијата, таму некаде од врвот на Кожув од Радња и од Кавадарци. Сега не го заборавам и Кочанското и потеклото од Крушево. Ама тоа си е тоа. Јас не можам да избегам од мојот идентитет и молим лепо. А за Тиквешијата секој пат спремен. Сега на крајот нели влегува и ова во Арачиново што влегува полицијата влев во таа, како се викаше мафијата, Беланоца. И ја мислев дека тоа Беланоца е некој, како се вика, ја да ти кажам што помислив, ќе се смееш. Порцелан ја мислев дека е. Значи, а тоа Беланоца било име на мафија по село, пошто биле по потекло од село Белановци Кумановско. Опасни се. И ја викам, што е сега? Они биле од Белановци, човече, и затоа Беланоца се викале. Значи, јас
се поише сум изненаден Злате, од креативноста. растур систем за мафијата во Македонија, тачка, растур систем. Начнати се, само треба да бидат дотепани, треба корените да им се фатат радикално до крај и ке диши овој народ слободно. Не само што ќе дише овој народ. Без разлика дали е албанец, македонец, турчин. Почитувани и било што. слушатели, колку вие и да не ги сакате овие што се сега на власт. Може би не ги сакате едноставно. Една работа е важна. Овие акции сега се од суштинска важност за тоа дали ние ќе бидеме држава или нема да бидеме. Дали јустиција конечно ќе биде со Некој затворени очи и со превес. плански ги уништувал македонските институции 7 години со една единствена цел, ние повеќе да не бидеме држава. А ја вака да кажам, ококорените очи на јустиција. Иначе јустиција е со превес и некој велат слепа, не треба да гледа кога суди. Ококорените очи на јустиција од минатите 10 години сега се затворени и со превес заврзани и се надеваме, тоест веруваме дека правдата доаѓа. И да касни, еве, доаѓа. Почитувани слушатели, доаѓа и крајот на ова емисија. Бај. Останете со 98,1 FM, гледајте ја, гледајте, не може да гледате музика, слушајте ја најдобрата музика во градот, просветлете се, уживајте во животот, има кој да мисли за вас. Поздрав до следната среда. И поздрав до представниците на Господ на земјата.